Вечерни вести на Канал 5. Трагедијата во Кочани е резултат на низа пропусти во дискотеката Пулс, кои што се започнати уште во 2012 година и се толерирани се до кобниот 16 март. Досега осомничени се вкупно 34 лица и за сите осомничени се бара притвор. Дискотеката имала усен договор за концертот на ДНК, на кој, како што изјави обвинителот Коцевски, присуствувале 650 лица, меѓу кои најмалку 31 дете. Првоосомничениот за период од 13.2.2024 година до 13.2.2025 година директно на осомничено службено лице вработено во Министерството за економија му дал одреден паричен износ за да изврши службено дејствие што не би смеел да го изврши и на тој начин, без при тоа да биде спроведена законски пропишана постапка, обезбедил фалсификувана службена исправа, лиценца за вршење на угостителска дејност. Поради тоа, против вработениот во Министерството за економија е поведена постапка и за примање на подкуп од член 357 од Кривичниот законник. Осомничените тројца, градоначалници на Кочани, во период од 2012 година до 16.3.2025 година, како и осомничени двајца поранешни директори на Дирекцијата за заштита и спасување, не ги извршиле своите правни обврски согласно Закон за заштита и спасување, со што овозможиле кабарето Пулс незаконито да продолжи со вршење на угостителска дејност спротивно на Законот за угостителска дејност и другите пропишани услови согласно закон. За целиот тој период општината примала уплати по основ на надоместок за угостителски објект. На ден 16.3.2025 година еден од осомничените одговорно лице во клубот усно организирал концерт, настап без формално пропишан договор со музичката група ДНК и при тоа заедно со осомничените управители и осомничените припадници на Агенцијата за обезбедување, свесни дека капацитетот и условите во објектот тоа не го дозволуваат, овозможиле влез на околу 650 посетители, помеѓу кои имало најмалку 31 дете. Едно од осомничените лица вршело продажба на билети, без при тоа да води сметка за бројот и возраста на гостите кои смеат да присуствуваат спротивно на Законот за угостителска дејност, овозможувајќи влез и присуство и на малолетни лица на настанот. Осомничените одговорни лица во дискотеката и членови на обезбедување не спречиле за потребите на настапот на групата ДНК да се внесат во угостителскиот објект и да се употребат експлозивни материи, пиротехнички фонтани, иако за тоа действие немале задолжителна дозвола издадена од надлежни органи за да ракуваат со пиротехничките средства, ниту пак просторните услови дозволувале употреба на такви пиротехнички средства. За внесување и употреба на пиротехничките средства е осомничен еден член на музичката група и постои сомнение дека членовите на бендот околу 0,2 часот и 32 минути по полноќ како дел од сценскиот настап и ефект ги активирале експлозивните материи, пиротехнички фонтани, кои изфрлале искри во правец на плафонот над сцената, од кои веднаш се опожарил кровниот дел од објектот и пожарот се проширил по целиот објект. Демократската унија за интеграција изразува на искрено соочувство до семејствата на жртвите од трагедијата во Кочани и ја споделува тагата со сите граѓани погодени од оваа несреќа. Велато Дуи во соопштението до јавноста. Дуи ја изразува својата загриженост за неприфатливата супремација на владата врз обвинителството, што ја наруши довербата во истражниот процес. Во ова време, на жалост, Дуи не сака да влегува во обвинување
лекување, туку има за цел да им објасни на граѓаните дека овој процес е неоснован, политички мотивиран и селективен, што може дополнително да ја компликува и влоши ситуацијата. Стоиме покрај граѓаните и погодените семејства, барајќи правда и транспарентност во расветлувањето на оваа трагедија, се вели во соопштението. По сите направени токсиколошки анализи, 10 од повредените пациенти кои што настрадаа во пожарот во дискотеката Пулс ќе бидат пуштени на домашно лекување, потврди министерот за здравство Армен Таравари. Дополнително, дел од оние кои се на лекување во странство веќе се подготвуваат за враќање во земјава. Бројката на пациенти кои што се лекуваат моментално се 162. 115 пациенти се на лекување надвор од државата. Од сите пациенти, освен еден во Турција кој што е во многу сериозна состојба, другите се во сериозна, меѓутоа стабилна состојба. Од идната недела гледате дека имаме најави од одредени држави кај што пациентите веќе и се движат и се во добра состојба, за да подготвиме протоколи како ќе биде нивното враќање, дали ќе треба да се сместуваат, секако ќе бидат прегледани од наши доктори. Тие што се во сосема добра состојба, после преглед од наш доктор, може да се пуштаат и да одат дома. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски денеска беше во посета на повредените кои се хоспитализирани во Љубљана. Тој оствари кратки одвоени средби со министерката за надворешни работи на Словенија Тања Фајон, министерката за здравство Валентина Преволник Рупел, како и со медицинскиот персонал кој се грижи за нашите пациенти. Муцунски изразил благодарност за високото ниво на солидарност што Словенија го покажува во овие тешки моменти за Македонија. No state can by itself handle such a tragedy, and we are very happy that we could somehow contribute, and we will be here always when you need it. I think this is a proof that Europe as a whole can handle many different situations. No one alone can handle not even something similar like this. So thank you for your visit. We take it with responsibility. The patients are improving. We hope for the best. We will do our best and stay here for you. Готови се резултатите од направените обдукции на загинатите во пожарот. Сите настрадале поради задушување како последица директно од пожарот. Дополнително имало и изгореници и искршеници. Повеќе за ова од прилогот на Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Сите 59 жртви загинати во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани починале од насилна смрт или задушување, потврди раководителот на Институтот за судска медицина Александар Станков. Јаглерод моноксид е многу опасен газ, тој е без мирис, без вкус, делува на централниот нервен систем, ги онеспособува жртвите и смртта може да настане многу брзо, за неколку минути, во зависност колкава е концентрацијата во тој простор, во таков чат, да делува јаглерод моноксид, многу брзо може да настане смрт и ги онеспособува жртвите да избегаат. Значи, постои главоболка, повраќање, вртоглавица, без сознание, дезориентираност, парализа на мускулите, за неможност за движење. Станко вели дека до средата биле завршени сите обдукции, но важно е направена идентификација на жртвите, кои освен документите било потребно да се потврди и со ДНК анализа од нивните семејства. Кај оние лица, кај кои што беше невозможно, кај сите лица се работеше и ДНК и дактилоскопија. Сега, вие може да ја земете најсовремената метода, ако немате со што да споредите. Значи, ако немате сродници, џабе вие ДНК да направите. Ако немате отисоци од прсти, односно дактилоскоп, отисоци од прсти, ако немате со што да споредите, џабе вие да направите. Ние имавме среќа да имаме сродници. Во нашата држава знаете дека да извадите лични документи мора да оставите отисок од прст. Има база, МВР има база на податоци. Кај четворица беше невозможно да се добијат отисоци и таму се направи само врз основа на ДНК. Дел од испитувањето во делот на токсиколошката анализа ќе заврши до крај на март.
Облеката и личните работи од загинатите се во институтот и ќе бидат предадени како докази во јавното обвинителство. Станков потенцира дека иако имало притисок од семејствата, зашто има разбирање и изразува жалење, сепак обдукцијата е многу важна. Прво ќе се одреди причината за смрт. Се одреди дали постојат други повреди. Ќе се одреди дали причината за смртта е поврзана со настанот и што е многу битно кај вакви масовни несреќи е идентификација на жртвите. Тие имале еден дел од нив лични документи, меѓутоа кај починатите жени и девојки нивните лични документи биле во ташните сигурно, не ги држале во джепови, па тие тоа се изгорало. За професорот Светозар Антовиќ, декан на медицинскиот факултет, потврди дека за краток период се направени сите обдукции. 6 тимови од судска медицина заедно со МВР помош од судска медицина во Тетово. Целиот процес бил направен на високо професионално ниво. За помош се понудија Грција, Србија, Косово, Албанија и Босна и Херцеговина. Штипјани им оддадоа почит на трагично загинатите сограѓани во пожарот во дискотеката во Кочани. Во спомен на загинатите Александар Коларов, Филип Стевановски, Александар Ефремов, Филип Ивановски и Дамјан Танески денеска беше организирана комеморативна седница. Иако болката денес е неизмерна, ќе се утешиме со мислата дека остави нешто бесмртно. Својата музика, својата љубов, своето влијание, своите дела. Пламенот те зеде. Нема зборови со кои можеме да ја опишеме тагата и прзината што ја чувствуваме. Столчето пред мене е празно. Со секое кликнување на фотоапаратот, тој го задржуваше најубавот, највредното, најдлабокото од животот. Неговата работа не беше само да направи фотографии. Тој создаваше спомени. И најбитно му беше секој да ја среќа, другите да се добри. Тој беше другар кој не знаеше да мирува. Негласната тишина во нашите животи. Не сме навикнати на ваков длабок молк. Александар, нашиот цеа, се будеше и заспиваше со музика. Така и замина. Таму во Кочанската дискотека згаснаа животи кои доправо требаше да се ги испишуваат своите убави приказни. Во тој пламен на младоста, од кој ќе гори вечната светлина, се и петмината Штипјани, пред кои длабоко се поклонувам. Со нивното заминување од овој свет ја изгубивме полетноста, енергијата, убавината на пролетта, радоста во меѓусебните разговори и искрата во нашите погледи. Затворени се уште 13 дискотеки. Имале лиценца, а не исполнуваат минимум технички услови. Како што информира портпаролот на владата Марија Митева на денешната пресконференција, на овие правни лица ќе им биде одземена лиценцата и ќе имаат забрана за вршење на дејноста. Од 23 со лиценца констатирано е дека досега 13 не исполнуваат минимум технички услови, при што се изготвуваат решенија до Министерство за економија за одземање на лиценцата и ќе бидат издадени решенија за забрана на вршење на дејност. Кај 5 правни субјекти кои што се регистрирани како кабаре диско и кои што се со истечена лиценца, а е утврдено дека работеле изминатиот период, сакам да информирам дека се издадени решенија за забрана на вршење на дејност. Кај останатите 41 кафич клуб, кај 30 од нив се констатирани неправилности по Законот за угостителска дејност и изречени се 28 прекршачни налози и 2 затварања за пречекорување на работно време, што подразбира и платен налог.
Попладне во неколку медиуми јавуваат за голем пожар кај Струмица во реонот меѓу Софилари, градски гробишта, Баница. Тие велат дека гори на 3 страни и дека ветрот го разгорува пожарот. Инаку градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов со реакција на социјалните мрежи ја потврди информацијата и соопшти дека сите капацитети на територијалната противпожарна единица Струмица се на терен. Тоа беше и последната информација. Останете со Канал 5.